Сега водите на Дојранското езеро се надојдени, дури предојдени, но затоа предојдени што пречи кејот кој што е направен неплански и не коректно изведен, во смисла не стручно изведен. Вие можевте да видите и снимавте сигурно дека ивицата на кејот е веќе разрушена и ќе се разрушува. Јас сум тука многу често во Дојран и заштита на езерото од ерозија на земјиштето ќе има, а како најбитно и за нас, граѓаните, итно е да се оспособи крајбрежниот дел, односно брегот на Дојранското езеро да се користи за плажи. Немаме ние плажи. Тие плажи што беа, еве сега се под вода, а други немаме и сега граѓаните со деца, со фамилии, ќе седнат на кејот, се бањаат, влегуваат во езерото, нема амбиент ниту за шетачи, како што доликува, како туристи некој да прошета, ниту па за капачите една заштитена интимност. Не можеме голи тука да гледаме граѓани полегнати, а да шетаме и да го гледаме езерото и околината. И сега, најважно да се спаси езерото, бидејќи заштитата на езерото мора да продолжи во насока и вода да има, и гости да има, да доаѓаме, и туризам да има, но колекторскиот систем треба да се зајакне во смисла да нема отпадоци што ќе влегуваат и отпадни води во самото езеро. Тој колекторски систем што бара? Реновирање или обновување, затоа што капацитетот негов, како што слушаме од граѓаните на Дојран, дека е намален, не може да ги прифати сите овие отпадни води и фекали и така натаму, кои што Дојран ги носи со туристите.